Јас сум Христијан Ѓорески, ова се Окосенс паметните очила. Идејата за овој наш иновативен продукт доаѓа од тоа дали е можно да направиме уред, паметен уред, кој што ќе го носиме секојдневно со нас, во нашиот случај паметни очила, и при тоа тој уред да може да ги мери нашите емоции, фацијални експресии, нашето расположение во текот на денот, нашите активности, како се однесуваме, и со тоа да добиваме некои информации за нашето однесување, за нашето расположение во текот на денот. Нашиот иновативен продукт се всушност овие паметни очила. Паметните очила се бидејќи можат да препознаваат некои работи за човекот кој што ги носи. Всушност имаме иновативни сензори, тоа се оптички сензори кои што се патентирани од нашата компанија. Со помош на тие сензори ние сме способни да ги мериме тие фацијални експресии на човекот и на индиректен начин да допираме до емоциите на човекот. Овој иновативен продукт всушност работи целосно безжично. Тоа значи дека очилата преку Bluetooth конекција, безжична Bluetooth конекција, ги праќаат податоците до таблетот, каде што всушност таблетот ни служи како уред кој што ги собира овие податоци, и сите алгоритми кои што се од областа на вештачката интелигенција, кои што всушност ги интерпретираат овие сензорски податоци, се наоѓаат на самиот таблет. Значи таблетот има апликација која што му овозможува на корисникот или на истражувачот кој што ја спроведува студијата во реално време да гледа што се случува со експресиите на човекот, односно на некој начин емоциите на човекот. Исто така може човекот кој што ги носи на очарите да комуницира со таблетот без користење на раце, односно само преку фацијалните експресии кои што ги прави. Значи не постои нешто слично на пазарот и ние сме речиси до фаза во која што можеме да ги комерцијализираме. Односно, првиот прототип на очари кој што ќе се продава веќе ќе биде достапен во следните 2-3 месеци. Ќе биде достапен само за научници, академија, само за академски цели и за истражување. Се уште не знаеме кои се можни насоки во кои што ќе се развива. Една опција е да се продава како комерцијален уред за секого, и тоа е веројатно 2-3 години можеби од сега далеко. Таму веќе се надпреваруваме со компании како што се Google, Apple, и знаеме тоа колку може да биде тешко и одзема време. Меѓутоа, на пократок рок го гледаме овој продукт во медицински цели.